Ајде, драги мои, во ова понеделничко издание на Сончевина да се дружиме следниве 60 минути. Денеска интересни прилози, прилог за здравието, прилог за семејството, интересно гостување Катерина Маџовска од лиценцирана агенција која посредува при вработување, ќе зборуваме и ќе ни даде совети на тема интервју. Значи, оној момент кога веќе се запознаваме со работодавецот, па таа ќе ни даде насоки како и што треба да се прави во тие случаеви. Потоа имаме интересни сервисни информации од Македонија и од светот. Ќе видиме како се одвива Струмичкиот Прилепскиот карневал. Било многу весело, но нешто подоцна ќе откриеме за тоа. Голем поздрав до Оптика Ели, голем поздрав до Сашо и Мики Ексклузив, кои што се ногиат позади три бисери, и најголем поздрав до Ламер Козметика, дамата македонка која што секогаш на природна база се грижи за убавината на жените, на луѓето, третмани за лице и сите останати услуги кои што се поврзани со разубавувањето. Значи, денеска 60 минути во добро дружење, се надевам дека ќе го задржиме вашето внимание. Вие останете со нас на самиот почеток да се опуштиме со една песна. Prašina lepiš, a mu kaj što ne smejam. Sve što ostavi tuka, po sebe go spakuvam. A može bi si oblak mal i često se pojavuvaš. Ti kako da si oblak mal, podoš do što i šestuvaš. Čekam da zavrne, možno da isturi, malku da prošetam, da se isplačam. Čekam da zavrne, čekam da isturi, podnožno da prošetam, da te pronajdam. Небото птица, од сонцето топлина. Понекогаш звезда, понекогаш снегулка. А може би си облак мал и често се појавуваш. Ти како да си облак мал, подош до што и шезнуваш. Čekam da zavrne, možno da isturi, malku da prošetam, da se isplačam. Čekam da zavrne, čekam da isturi, podnožno da prošetam, da te pronajdam. Čekam da zavrne, možno da isturi, malku da prošetam, da se isplačam. Čekam da zavrne, čekam da isturi, malku da prošetam, da te pronajdam. Podnožno da prošetam, da se isplačam. Да ви представиме интересна информација во комбинација и со видео, за да може да видите што се случуваше во на Струмичкиот карневал, насловен како Струмички карневал 2012.
Тричасовната маскарада од над 3000 маски понуди годинешното издание на Струмичкиот карневал. Преубавите карневалски мажоретки, величествената царска повелба на карневалот и огнометот на градскиот плоштад ја најавија досега највеселата ноќ во овој град. Во карневалската програма над 3000 учесници продефилираа пред представниците на Светската асоциација на карневалски градови и дипломатскиот кор во Македонија. На карневалските групи Звезден град и Мулен Руш, председателот на Европската асоциација на карневалски градови Фердинанд ван де Кнут им обезбеди медал во знак на повеќе годишното учество на Струмичкиот карневал. Наградите на најуспешните маски организаторите ќе ги доделат во вторник, кога наградените под своите маски ќе прошетаат по Струмичкото корзо, со што се враќа вековната традиција на посета на домовите на армасаните. Прв пат во својата повеќе вековна традиција големиот Струмички карневал наместо во вторник се одржуваше во саботата. Ете, видовте како приближно малце се доближивме за сите оние што не биле и што не успеале да се развеселат на Струмичкиот карневал. Значи гледате дека 3000 маски прошетали и било многу весело. Сега одиме со следна информација, станува збор за Македонската филхармонија. Својот следен концерт ќе го одржи на 1 март во Домот на армијата. Предвидено е на концертот да бидат изведени Ламенто пер Македонија од македонскиот композитор Еристо Аврамовски, концертот за виолина и оркестар број 1 од Макс Брух и еден од бисерите на романтичниот симфониски репертоар, симфонија број 4 на маестралниот Петар Илич Чајковски. Со оркестарот ќе раководи истакнатиот бугарски диригент Мартин Пантелеев, а како солист на концертскиот подиум ќе застане Васко Ешкенази, концерт мајстор на еден од најдобрите европски симфониски состави, оркестарот Концерт Гебау. Тоа беше уште една информација од уметноста во Македонија. Следна информација повторно од културата и уметноста, станува збор за Симон Трпчевски во Карнеги хол. Најновата турнеја низ сад, нашиот пианист Симон Трпчевски вечерва ќе ја заокружи со самостоен рецитал во њујоршкиот Карнеги хол. Трпчевски се враќа на една од најпрестижните светски концертни сцени на која во ноември 2010 година оддушеви како солист на Балтиморскиот симфониски оркестар под диригентската палка на Марин Олсоп. Во пресретна настапот во Њујорк, нашиот пианист беше дел од многу важна јубилејна сезона на симфонискиот оркестар на Сан Франциско, каде што под диригентната палка на Едо де Варт во Холандија доби блескави оценки од американската критика за изведбата на концертот број 4 за пијано и оркестар од Раха Манинов. Ето, значи се успеси редат нашиве уметници, вредни за почит и поздрав се разбира. Сега одиме понатака. Понатака одиме со хороскопот дневен, да видиме што не очекува денеска и потоа еден интересен прилог спремен само за вас. Уживајте.
најчести лоши навики на малите деца. Многу од навиките кои ги стекнуваме како деца ни остануваат за цел живот. Секој родител сака неговото дете да ги прифати добрите навики, како редовно миење на забите, љубезно заблагодарување на добиен подарок или услуга, добрите манири на маса. Од друга страна, на секој родител му се накострешува косата кога ќе го здогледа своето дете, како со прстето чепка во носот, си ги грицка ноктите, си го цица палецот или се допира онаму каде што не треба во јавност. Повеќето деца имаат некоја лоша навика која предизвикува срам кај родителите. Сигурно би ви било непријатно ако вашето дете си го стави прстот во носето или започне да се допира долу пред вашите пријатели. Но колку и да ви се одбивни овие навики и колку и да ве нервираат за да ги отстраните од секојдневието на вашето дете, треба да ја задржите контролата и да не ја избувнувате. Најголем дел од лошите детски навики се појавуваат затоа што децата имитираат некого или пак со нив се смируваат и успокојуваат. Добра вест е што со текот на годините овие лоши навики исчезнуваат, па најдобрата алатка на родителите е трпението. Еве кои се најчести лоши навики на децата. Чепкање на носот. Скоро секое дете има ставено свој прст во носето. Децата преку допирот го истражуваат светот наоколу и го запознаваат своето тело. Но на некои деца играта со носот им станува навика. Понекогаш децата со чепкањето вадат од носето мукус или секрет и го ставаат во устата или на предметите кои се наоѓаат во нивна близина. Родителите тешко ја толерираат оваа навика и понекогаш стануваат агресивни со своите коментари или го плескаат детето по раката. Родителите со право се иритираат поради ваквата постапка, бидејќи чепкањето на носот е навика која може да му наштети на здравието на детето. Таа може да предизвика мали крварења поради гребнатинки или оштетување на носната лигавица, но исто така и да го зголеми бројот на настинки, бидејќи така вирусите се пренесуваат од рацете директно во носот. Спротивно на тоа, некои доктори тврдат дека со ваквата навика се подобрува имунитетот кај децата. Совет: наместо да му викате на детето "вади го прстот од носот" или "престани одвратен си", или пак да го плескате по рака, со нежен пристап објаснете му дека е срамота да го прави тоа. Нудете му марамче за да се избрише секогаш кога ќе забележите дека се обидува да извади нешто. Одржувајте му ги ноктите куси и мазни за да не си нанесува рани. Доколку чепкањето е интензивно и си нанесува рани, ставете му фластери на показалците за да го потсетуваат да не ги става во носот. Грицкање на ноктите. Грицкањето на ноктите се појавува главно поради вознемиреност, здодевност или нервоза. Може да забележите дека вашето дете си ги грицка ноктите додека гледа телевизија, пишува домашна работа или додека е во друштво на непознати лица. За разлика од чепкањето на носот, кое брзо исчезнува кога детето ќе порасне, гризењето на ноктите може да остане доживотна навика. Грицкањето може да доведе до воспалување и крварење на кожата околу ноктите или до инфекции. Исто така, не е исклучено да се појават мали пукнатини на рабовите на предните заби. Совет: одржувајте ги ноктите на вашето дете мазни и куси. Кога ноктите се подкршени или долги, поголемо е искушението и потребата да бидат грицнати. Кога ќе нема што да грицка, вашето дете ќе се откаже. Ако имате девојче со ваков проблем, кажете и дека ако прекине да ги грицка, ноктите ќе изгледаат убаво. Можете да ги лакирате со прозиран лак. Така нема да сака да си го уништи маникирот. Цицање на палецот. Додека детето е малечко, цицањето на палецот не изгледа како лоша навика и секогаш измамува насмевки. Но кога детето ќе порасне, родителите се активираат да ја искоренат оваа навика. Цицањето на палецот ги релаксира децата, па затоа им е тешко да се откажат од оставањето на палецот во устата. Оваа навика може да донесе и последици за здравието. Освен што може да предизвика инфекција или воспалување на палецот, искривување на забите и евентуално вилицата, цицањето на прстот носи многу бактерии во устата на детето. Совет: до 4 годишна возраст не треба да се загрижувате поради оваа навика, но повеќето експерти се согласуваат дека добро е детето да се одвикне од цицањето на палецот пред да започне да оди на училиште. За да му помогнете да се одвикне, опоменувајте го со низок тон на гласот, давајте му повеќе активности кои го релаксираат, не го оставајте да му биде здодевно или ставете му завој или фластер на палецот за да се потсетува дека не треба да го става во устата. Играње со косата или тргање на прамени.
Играњето со прамен од косата е нервозна навика и на многу возрастни, но кај децата е особено честа појава. Едноставното вртење на прамен од косата со прстите и не е некоја навика за која што треба да се загрижувате. Има простор за паника ако вашето дете започне да си кубе влакна од косата, па како последица на тоа да останат килави делови на главата. Доколку забележите дека вашето дете откинува влакна од косата, консултирајте се со педијатар. Совет: ако вашето дете сака да си игра со косата, не му викајте и игнорирајте оваа навика. Најчесто играта со косата е проследена со цицање на палецот, па експертите сметаат дека подобро е да се фокусирате на тој проблем. Здраво, Катерина. Здраво. Како си ми денеска? Одлично. Вака, денешната тема ни е во најавата, ја споменав, интервју, кога не повикуваат за работно место. Претходниот пат зборувавме за CV, за она писмо кое што иде заедно со CV, мотивационото писмо. Сега веќе, кога ќе ја склопиме таа убава наша професионална биографија и не повикуваат на интервју е следниот чекор, што представува самото интервју. Интервјуто пред се представува двостран процес на размена на информации. Многу често самите интервјуа се одвиваат од структурни форми до неформални и неструктурирани форми. Значи, најчесто може да биде од страна на еден кој што ќе не интервјуира интервјурач, или може да биде исто така и во групи. Интервјуто за работа би требало да трае во просек од 30 минути, најмногу до 1 час, како би можеле нашите потенцијални работодавачи да излечат повеќе информации за нас, какви сме ние како личност. Затоа што на самото CV, на мотивационото писмо, тие веќе имаат податоци за нас и во самиот процес на интервјуто можат да ги проверат тие информации, меѓутоа интервјуто за работа е сепак размена на информации кои што не може да се содржат во CV-то и треба да се истакне зошто да не вработат нас. Така. Што се очекува од личностите кои бараат работа и се појавуваат на самото интервју? Интервјуирачите. Тешко за изговарање. Так. Пред се очекува подготвеност од страна на оние кои што бараат работа или кои што би сакале да се вработат во самата компанија која што треба да ги интервјуира. Се очекува да имаат добра подкрепеност на информации за самата компанија. И пред се очекува да самиот кандидат знае зошто е таму, зошто во таа компанија, зошто аплицирал за таа работа, зошто сака таму да работи и што е тоа што тој ќе го понуди и зошто да го одберат токму него. Така, кои се етапите на едно интервју, како тоа изгледа во време траење на етапи, каков е воведот, што се следните прашања, како завршува едно интервју? Так, како што кажав, тоа е цел еден процес. Јас би започнала со процесот пред интервју или подготовка пред интервју, значи нешто што треба и од дома да го направиме или да речеме дека треба да напишеме домашната задача за компанијата за која што аплицираме. Значи, последниот ден пред интервјуто треба да ги имаме сите информации за компанијата. Која е нејзината дейност, дури пожелно и уште подобро е да имаме информации врска нивните планови во иднина, што во која сфера нели ќе напредуваат, што е тоа што го планираат во иднина и така натаму. Навистина е важно, како што кажав, локацијата да ја имаме. Дури важно е да се подготвиме и физички, не само ментално, за нашиот изглед, како што важи изреката, никогаш можеби нема да имаме можност да оставиме прв печаток, немаме можност да го вратиме. Да го вратиме, така да многу често во првите секунди, во првата минута, односно во првите 30 секунди се остава првиот впечаток. Кога сме кај првиот впечаток, каква облека треба да се избере? Така, дури треба да внимаваме нели на облеката. Значи, најдобро би било дури и да се информираме кој е дрес кодот на самата компанија, па да се прилагодиме и веќе да не погледнат на работно место кај ни. Да. Навистина е важен првиот впечаток, па затоа мислам дека универзалното во овој случај би било најдобро, нормално деловно, сако, кошула и така натаму. И многу е важно нели тука да се обрне внимание на хигиената, тоа е неминовно. Не само облеката, треба да внимаваме, дури зборувам за женските, да внимаваат и на
шминката, нели да не биде многу нападна, исто на накитот, значи тоа не е момент каде што ние треба да покажеме се што имаме. Така. Освен тоа, исто и на парфемот дури треба да внимаваме, значи дури можеме, тоа е момент што можеме да го изоставиме апсолутно. Значи, освен тоа, треба да бидеме подготвени со документација. Значи, на самото интервју треба да имаме во себе професионална биографија, да ја носиме со себе. Иако сме испратиле, тие можеби имаат електронски пред себе, треба да ја носиме со себе. Убаво е да носиме препораки од нашите претходни работодавци, дури визит карта, ако треба да оставиме, и така натаму. Кога да се пристигне на едно интервју? Дали е добро многу порано, во точното време? Знам дека никако не треба да се доцни. Так, нормално, никогаш не треба да се доцни, но многу често се случува кандидатите, и ве одлично искуство, ќе напоменам, многу често се случува да дојдат многу порано, претпоставувам тоа е од нели тремата или да не задоцнат, но тука треба веќе да се планира времето и да се остави простор за непредвидени ситуации. Значи, да знаеме како би пристигнали во ситуација која што не ни е предвидена. Најдобро е да 5 минути до 10 максимум пред интервјуто, значи да не доаѓаме многу пред самото интервју. Така да, во никој случај да не доцниме, тоа е најважно. Така, какви се прашања еве од искуството вие што го имате со вашите кандидати и оние со кои посредувате да ги вработите, какви најчесто прашања им биле поставени на овие личности кои барале работа и оделе на интервју? Така, има листа на најчесто поставувани прашања, меѓутоа како што кажав, покрај искуството и образованието кое што се наминовни елементи при самото интервју, самиот овој процес подразбира повеќе информации и повеќе прашања за нашите активности во текот на работењето, кои се нашите лични достигнувања. Дури можеме да се соочиме и со прашања од типот кои се ситуациите кога ние сме имале одредени проблеми, да речеме, или предизвици на работното место и како ние сме се справиле со истите. Тоа се едни од прашањата, значи треба да внимаваме тука, да се направиме еден концепт, што е тоа што треба да го истакнеме, треба да се продадеме себе си, без премногу да се фалиме, за да не делуваме нели неискрено, за да оставиме впечаток и на доверба кај нашиот потенцијален работодавач. Други прашања кои што може да се постават е и првично, што мислам дека е најважно да се знае кај кандидатот, зошто ја сакаме таа работа. Зошто сакаме да работиме таму и што е тоа што ние ќе го направиме за таа компанија. Значи, слободните работни места не се само слободни работни места упразнети кои што треба да се пополнат, туку најчесто компаниите или... Да, дали е добро некогаш и на самото интервју да се излезе со некаква идеја за компанијата? Или можеби па и не е добро? Така, значи, покрај тоа што ние ќе бидеме прашувани во текот на интервјуто, убаво е да и ние да прашаме. Значи, многу е важно да не се даваат кратки одговори со да или со не, затоа што тоа значи лева несигурност, како да не знаеме и да објасним. Едноставно ја кочиме дискусијата. Убаво е да се надоврзам, значи да се и ние да прашаме. И сега тука многу е важно што би прашаме. Што смееме да прашаме, што би било во контраефект сега. Так, убаво е да се праша доколку има простор, што е тоа што го нуди самата компанија. Дали има програми за напредување во рамки на компанијата. Понатаму, исто така би можеле да прашаме кој е нашиот претпоставен. Кој е неговиот профил, кој би бил, например, кој е неговиот профил, колку работат во тој сектор. Да. И така натаму. Така, интересно, да, во секој случај мора да се знае, многу е важно што смееме, што не смееме да прашаме во тие ситуации. Што е она конкретно што никако не би требало да го поставиме како прашање? Препорачливо е први да не го поставиме прашањето за плата. Така, да... Најважното прашање никако да се праша веднаш. Мислев не во треба контекст веднаш, се разбира. да дозволиме да ни дадат некакво сознание,
И кога подлабоко ќе се, значи да, на крај е убаво да се праша кои се условите кои што, како што кажав, значи освен еден од условите што го набројав, дали има можност за напредување. Тука веќе тоа се ситуации кои што од прашање во прашање подлабоко се разработува оваа тема и мислам дека со самото прво прашање кои се условите кои што би ми ги понудиле на ова работно место, кои се условите за напредување, веќе ние ја водиме комуникацијата натаму и во тој случај би требало ние да добиеме одговор. Ако во тој случај кога ние ја водиме комуникацијата натаму, не го добиеме одговор, значи можеме да оставиме простор. Нормално е дека нема ние да прифатиме нешто ако веќе не знаеме за колку ќе работиме. Нормално дека работиме за плата. Меѓутоа, можеби првото интервју, можеби во многу ситуации може да биде интервју на кое што треба прво ние да се представиме. Затоа што се почесто се случуваат да има и неколку интервјуа, не само едно. Так. Колку најмногу интервјуа може да следат после првичното? Обично се две. Значи, финално, затоа што се почесто нормално интервјуата се прават за повеќе личности кои што се потенцијално влезени во финалниот круг. И сега од потенцијалниот круг, од првата... Дали е во ред кандидатот да си зема прибелешки додека е на интервјуто, да се запишува нешто или може би лош впечаток остави? Па да, би можело, иако мојот совет е тоа да се направи веднаш по интервјуто. Зависно е тоа. Значи, доколку не интервјуира една личност, мислам дека тук не би имало потреба да ја прекинуваме дискусијата, затоа што нели се знае дека освен спремноста и концептот за себе, врз база на нашето образование и искуство, треба да имаме и ментална спремност, значи дури и поставеност на телото, значи говор на телото, јазикот на телото исто така е многу важен. Доколку ние нели не го гледаме во очи со говорникот, ја кочиме комуникацијата. Така да јас би препорачала доколку интервјуто не го прави една личност, забелешките да ги забележиме веднаш после интервјуто, сигурно ќе ги запомниме, но во ситуации кога може тоа да бидат интервјуа од повеќе интервјуирачи, тогаш па би можело. Меѓутоа, сепак пожелно е после самото интервју. Така, ајде сега неколку совети конкретни за и примери од вашето искуство за менталната подготовка пред интервју. Така, менталната подготовка, значи и најсамоуверените личности и најсигурните се случува да имаат трема пред самото интервју. Сме имале многу такви искуства кога буквално не сме можеле да го препознаеме кандидатот кој што веќе претходно сме го виделе и можеби сега сме го виделе уште еднаш. Така да тремата е невиновна, може на секому да му се случи, но навистина ќе ја намалиме доколку се подготвиме претходно. Како што кажав, менталната подготовка е да од дома да ги спремиме одговорите на можните прашања. Навистина тука е многу важно да не се научат на памет, туку да да делува како да се кажува стихотворба. Да се кажува, да. Така, значи многу е поважно да си направиме само концепт и да се движиме по тој. Убаво е дури да се вежба и пред огледало. Значи дури самото представување и поздравување, самите одговори на прашањата. Најважно што треба да не води во таа ментална подготовка е да го замислиме интервјуто како еден процес во кој што ние сме смирени, подготвени, сигурни и даваме јасни одговори. Како што кажав, значи да си одговориме на прашањето зошто ја сакаме таа работа. Ако одговориме на тоа прашање, веќе следните ќе бидат многу полесни. Оние кои што се разработуваат под оваа тема, например каде се гледаме себе си за 5 години, тогаш нема да ни биде толку непознато тоа прашање и ќе можеме да го насочиме разговорот во наша цел. Така, и па нека е со среќа на сите оние кои што се пред интервју, некои што се веќе поканети и меѓу оние мал број на кандидати влезени во опција за некој работно место. Јас токму нив ги поздравам и се надевам дека овој разговор колку толку им ја олесни работата во однос на подготовка и во однос на самото интервју. Катерина, благодарност и за денешното гостување во некој од следните емисии.
веќе утре или задутре на нашите екрани во сончевина ќе се појават и конкретни огласи кои што се нудат за работа, така што тоа ќе биде од голема помош и за нас и за гледачите, за ете да им нели оние кои што немаат можеби интернет за вработување.com.mk, сепак малце ќе потпомогнеме. Се надевам, па можеби ќе излезе нешто. Јас сакам да се заблагодарам за можноста да пренесам дел од своето искуство. Морам да напоменам дека не сме завршиле тука. Значи има уште многу совети кои што можат да користат на гледачите и на оние кои што бараат работа. Ги поканувам сите кои што имаат потреба од вакви совети. Верувам има такви да не контактираат слободно на сите контакти кои што се наведени на сајтот вработување.com.mk. Така може да ги кажеме броевите. Така 3-230-09-1 е фиксниот број, мобилниот број е 071-305-939. Ке повторам, на сајтот ги има сите контакти, може таму да не контактираат и на мејл адресите кои што се и од останатите колеги кои што во секое време можат да ви помогнат. Можете и слободно да се јавите од 8 до 16 часот и да добиете одговор на нови прашања. Вработување.com, освен што може вака на овој начин да ви го пренесе искуството и да ви помогне при барањето работа, нуди и услуга на советување за подготовка за интервју. Одлично. Поздрав уште еднаш до тебе, Катерина, и до сите твои колеги во вработување.com. Во продолжение одиме со флеш вести, малку реклами и една добра музичка номера. Оној прекрасен вкус, што сите го паметиме. Жито Прилеп. Традицијата продолжува. Фризерско студио Сашо и Мики Ексклузив.
Vidoh dobro mi je koga sum so tebe, so eden spor, so pogled nije se razbira me i toga čisto misle me, deka po dobro je da se razdeli me, no zgreših me. Evo, ja si ti ko jedno telo, jedna duša sme, a ne priznava me, ne možem bez tebe. Evo, ja si ti ko jedno telo, jedna duša sme, a ne priznava me, ne možeš bez mene. Ako kazna mi je da bidam bez tebe, togaš po dobro je da bidam sam. Ke ne boli se ko idem i ke se smeni se, samo znam jaz deka ljubov take ostane. Evo, ja si ti ko jedno telo, jedna duša sme, a ne priznava me, ne možem bez tebe. Evo, ja si ti ko jedno telo, jedna duša sme, a ne priznava me, ne možeš bez mene. Sakal da te mazam jaz po celo telo, koga krvta zovriva ke stane vrelo, i nježno se gledam neko angelivo belo, a baš bi sakal da me vidiš mene ti na telo. Za ljubavta rešen sam da robuvam i da bidam večen rok na ljubavta, a ti da shvatiš nekjam da sam sam, ti priznavam, go pravam, jas najdobro to što znam. Evo, ja si ti ko jedno telo, jedna duša sme, a ne priznava me, ne možem bez tebe. Evo, ja si ti ko jedno telo, jedna duša sme, a ne priznava me, ne možeš bez mene. Jedna
Ги слушнавме и видовме Дарко Илиевски заедно со ДНК со синглот Едно тело. Во продолжение интересни информации. Низ повеќе сајтови веќе е пронајдена, односно се пишува информација поврзана со откриените причини за исчезнувањето на маите. Тоа може да се проследи со една интересна слика. Можно исчезнувањето на напредната мајинска цивилизација да е поврзано со постојаните суши што го зафаќале подрачјето на полуостровот Јукатан. Објавено уште едно можно објаснување за исчезнувањето на цивилизацијата на маите. Научниците од Универзитетот Саутхемптон од Велика Британија и од Јукатан, Центарот за научни истражувања во Мексико, во магазинот Наука објавиле студија според која маинската цивилизација исчезнала заради сушите. Резултатите од нашата студија покажуваат дека недостатокот на дожд меѓу 800 и 950 година, што е период од цутот на оваа цивилизација до незиното распаѓање, довело до истребување на маите. Тоа било релативно умерени суши, но очигледно доволни за исчезнувањето на маите, рекол професорот Елко Ролинг. Тоа е значи информација која што обелоденува зошто исчезнала оваа цивилизација. Следна информација ни е за Ерменија, која што ја бойкотира Евровизија во Азербејџан. Може уште една сликичка. Група на ерменски поп-пејачи во петокот започнаа кампања за бойкотирање на Евровизискиот фестивал, кој годинава ќе се одржи во Азербејџан, земја која е историски непријател на Ерменија. Одбиваме да се појавиме во земја која е добро позната за масовните убиства и масакрите врз ерменците, во земја каде антиерменската пропаганда е подигната на ниво на државна политика, стои во изјавата подпишана од 22 ерменски пејачи, вклучувајќи и тројца поранешни евровизиски пејачи од Ерменија, пренесуваат АФР. Тие се надеваат дека ќе издействуваат повлекување на Евровизија од Евросонгот, кој ќе се одржи во земја со која Ерменија војуваше после паѓањето на Советскиот сојуз. Значи, ете таа уште една информација каде во уметноста се случуваат, значи, и политички несогласувања. Потоа имаме уште една информација поврзана со Евровизија, но станува збор за нашиот представник, односно песната на Калиопи за Евровизија, премиерно на МТВ на 29 февруари. Песната Црно и бело, што македонската поп дива Калиопи ќе изведе на овогодинешното издание на Евросонг во Баку, Азербејџан, премиерно ќе биде изведена на 29 февруари, задутре, во студијата 2 и 3 на македонската телевизија. Текстот за песната го напиша Калиопи, а иако таа имаше можност да учествува на Евросонгот како кант автор, таа во Баку, Азербејџан ќе пее песна од Грил, кој е автор на поголемите хитови Бато, Кофер љубави, соработка со албумот Обојме и многу други. Ромео Грил, кој живее и работи во Швајцарија, каде што ја постави основата на песната, допатува во Скопје во студиото М1 на МРТ, каде неодамна започна снимањето со Калиопи. Мастерингот на песната се работеше во Германија. Се надеваме на нешто квалитетно од нашата врвна повдива, тоа е Калиопи. И последна информација поврзана со Анџелина Џоли, веќе ја гледате сликата, во земјата на крв и мед од вечерва на репертоарот на Кино Милениум. Премиерата на американската филмска драма во земјата на крв и мед во режија на Анџелина Џоли ќе биде прикажана вечерва, односно вчера вечер веќе почна во 20 часот во градското Кино Милениум. Улогите во овој двочасовен филм ги толкуваат Зана Маријановиќ, Горан Костик, Раде Шербеџија и Елена Јованова, а филмот во редовни кинопроекции ќе се прикажува од понеделник до недела од 22 часот и 30 минути. Во текот на Босанската војна, Даниел војник, кој што се бори на страната на србите, повторно се влюбува во босанката Ајла. Таа е сега во заробеништво во кампот со кој раководи Даниел. Нивната некогашна ветувачка врска сега е на друг колосек со промената на нивните мотиви и чувства. Билетите за проекциите може да се купат на касата на Кино Милениум секој ден од 10:30 до 10:30 вечер по цена од 150 денари. Значи, кој сака да го погледне овој филм, еве уште еден мотив, бидејќи станува збор за врвно име Анџелина Џоли, и трейлерот може сега да го погледнеме, па се враќам. Remember how things were before the battles. Just you and me. I thought of you every day. Why couldn't you be
born a Serb. Am I a prisoner? You're not a prisoner if you want to be here. Are we so terrible we should be exterminated? Out with your hands in the air! Or we will kill these women! It's very complicated. One of your Muslim friends was in my scope. And I thought about you. And then I wondered, would she kill me if she had the chance? She will betray you. She's not to be trusted. Should I trust you? Did I make a mistake? No. I think I did. People are not often what they seem to be. Then I have nothing to fear. Во земјата на крв и мед беше тоа трейлерот во режија на Анџелина Џоли, проекции во Кино Милениум, значи секој ден од 22:30 часот, по цена од 150 денари. Картите се купуваат на самата билетара од 10:30 сабајле па се до 10:30 вечер. Кој сака да го погледне овој добар филм, нека го проследи во Кино Милениум. Сега следува во нашава емисија прилог за поврзан со здравјето. Ајде да видиме што и како треба да направиме за да си го поштедиме здравјето и да бидеме пријатели на своето здравје, а потоа се враќаме назад. Природни начини да го контролирате високиот крвен притисок. Високиот крвен притисок е многу честа здравствена појава која треба да се смета за сериозна, прикриена закана за здравјето. Уште се нарекува и тивок убиец, затоа што не предизвикува забележливи симптоми или предупредувачки знаци, се додека не се развијат компликации. Покачениот крвен притисок, кој се означува со терминот хипертензија, го зголемува ризикот од кардиоваскуларни заболувања, мозочен удар, па дури и проблеми со бубрезите. Хипертензијата се карактеризира со систолен крвен притисок, високата вредност, на 140 мм Hg и диастолен крвен притисок, ниската вредност, над 90 мм Hg. Според податоци на Светската здравствена организација на глобално ниво, 1 милиарда луѓе имаат висок крвен притисок и ситуацијата само се влошува. Се проценува дека до 2025 година 1,5 милиарди возрастни лица ќе живеат со хипертензија. Поради тоа што високиот крвен притисок не покажува симптоми, редовните мерења се особено важни. На луѓето кои страдаат од хипертензија често им се потребни лекови за регулирање на крвниот притисок. Но промените во начинот на живот и исхраната можат значително да придонесат за подобрување на состојбата. Многумина успеваат на природен начин да го контролираат крвниот притисок и кај нив исчезнува неопходноста од употреба на медикаментозна терапија. Еве неколку ефективни природни начини за регулирање на крвниот притисок. Конзумирајте банани. Бананите се богат извор на калиум, а докторите препорачуваат дека калиумот е особено полезен за лицата кои страдаат од висок крвен притисок. Освен банани, се препорачува и конзумирање на неизлупени печени компири, свеж сок од портокал и јогурт со низок процент на масти. Намалете го внесувањето на сол до 5 грама дневно. Крвниот притисок на некои луѓе е многу почувствителен на натриум. Познато е дека најмногу натриум внесуваме преку солта, па ограничувањето на конзумираното количество сол може да им помогне на одредени индивидуи за намалување на крвниот притисок. Наместо сол за приготвување на јадењата користете други зачини.
Преработената храна многу често содржи многу сол, па внимателно читајте ги етикетите на производите. Умерено конзумирајте темно чоколадо со минимум 70% какао. Вкусен метод за намалување на крвниот притисок е конзумирањето на темно чоколадо. Научниците во неколку наврати докажале дека чоколадото кое содржи минимум 70% какао помага за намалување на крвниот притисок кај луѓето кои имаат хипертензија. Препорачаната дневна доза е 100 грама. Вежбајте 30 минути во повеќето денови од неделата. Изберете каква било активност и барем 4-5 дена неделно практикувајте ја по половина час. Во согласност со вашите можности можете да изберете пешачење, возење велосипед, трчање, пливање или аеробик. Кардиолозите тврдат дека луѓето кои го прекинале заседнатиот начин на живот и започнале да се рекреираат со аеробик вежби, успеваат да го стивнат крвниот притисок со 4 до 9 ммхг. Одржувајте здрава телесна тежина и внимавајте на обемот на половината. Зголемувањето на телесната тежина е поврзано со зголемувањето на крвниот притисок. Ако имате проблеми со тежината, вложите напори да го изгубите вишок од килограми. Како што ќе намалувате телесната тежина, така ќе се намалува и вашиот притисок. Уживајте во мала количина алкохол и никогаш не претерувајте. Во мали количини алкохолот може да биде полезен и да го намали крвниот притисок, но во големи количини не само што не носи никакви бенефиции, туку има и негативен ефект. Никогаш не пиете повеќе од 1 пијалак дневно ако сте жена и 2 ако сте маж. Тоа значи дека 150 мл вино дневно се во границите на дозволеното. Ако досега не сте конзумирале алкохол, не треба да започнувате да го правите тоа со идеја да го намалите крвниот притисок. Заборавете на цигарите и не станувајте жртва на пасивното пушење. Зголемувањето на крвниот притисок е само една од лошите последици на пушењето. Вдишувањето на чадот го зголемува крвниот притисок и го одржува покачен во текот на 1 час по пушењето на цигарата. Ако сте страствен пушач и пушите постојано, тоа значи дека крвниот притисок ви останува покачен во текот на целиот ден. Пасивното пушење исто така треба да го гледате како закана за здравието. Намалете го кофеинот, не пиете повеќе од 2 кафиња дневно. Се уште не може да се каже со сигурност дали кофеинот долготрајно го зголемува крвниот притисок или има само краткотраен ефект. И покрај тоа, медицинските експерти препорачуваат намалување на внесувањето на кофеин преку кафе или други пијалаци. Не конзумирате повеќе од 2 кафиња дневно. Релаксирајте се со класична музика. Хармоничните мелодии на класичната музика можат да действуваат како терапија за лицата со висок крвен притисок. Експертите препорачуваат секојдневна 30-минутна релаксација со слушање на музика. Намалете го стресот. Не напразно се вели дека стресот е најголемиот причинител на болести. Експертите предупредуваат дека можеби големата поврзаност помеѓу стресот и анксиозноста е крвниот притисок. Кога сте под стрес, во телото се произведуваат хормони кои привремено го зголемуваат крвниот притисок, бидејќи предизвикуваат забрзан ритам на срцето и стеснување на крвните садови. Затоа стремете се што повеќе да го редуцирате стресот во вашиот живот. Техниките за длабоко дишење и физичката активност се одлични методи за намалување на вознемиреноста и напнатоста. Голем број медицински лица препорачуваат јога или медитација како ефективни начини за минимизирање на стресот. Беше тоа прилогот за здравје и неколку инстант совети како да го регулирате или да му подпомогнете на високиот крвен притисок да се држи во нормалата, да бидете здрави, среќни, весели, бидејќи целата среќа и задоволство во животот доаѓа токму од здравјето. Во продолжение во самата одјава би сакала да ги споменам настаните што се случуваат во нашиот град. Изложба на принтови од Иржи Трнка во 19 часот имате во КИЦ, потоа од кино Мачорот во чизми 10:15 кино Рамстор, Ранго 11 часот кино Рамстор, Мапет игра во 13 часот во градско кино Милениум, Тајниот живот на куќните помошнички исто така во кино Милениум во 15 часот, Полноќ во Париз кино Рамстор 17, потоа Најмрачниот час кој е 3D продукција за прв пат во Македонија градско кино Милениум со почеток од 17:30, Војна над звездите Фантомска закана исто така во 3D продукција градско кино Милениум 17:30, кино Рамстор пак ќе има проекција Предавство со почеток од 19 часот, Парада 19:30 кино Рамстор, филмови на Иржи Трнка како што кажавме кинотека на Македонија со почеток од 20 часот. Од театар имаме Копнеш по целина во МНТ во 20 часот. Од сега па натака од
утрешниот ден вторник во Сончевина имаме соработка со театарот за деца и млади. Погледнав една преубава представа, тоа е Убавицата и ѕверот. Значи се наоѓа во строгиот центар на нашиот град, кај Рекорд веднаш карши автобуската станица, значи театар за деца и млади. Од утре секој ден па се до петок ќе доделуваме по 2 влезници за репертоарот на нивните театарски представи, но конкретно и детално ќе ви соопштам се утре кои се представите, за кој од нив доделуваме карти, кој внучиња, кој дечиња да се ги однесе, бидејќи е убаво нашите деца да посетуваат вакви настани, кои што час или два ќе им го разубава денот, се разбира. Беше тоа се од денешното издание. Утре немојте да не препуштите, бидејќи ќе следува првата епизода од нашата трансформација, проект направен во соработка со легендарниот Сашо Ексклузив, човекот кој што една жена, првата кандидатка, буквално ја преобрази. Влезе како една женичка, излезе како сосема друга, но за тоа утре ќе не погледнете во истиот термин од 10 часот Сончевина на ТВ Сонце. Бидете ми во добро расположение, останете ми здрави, среќни, весели, насмејани, а ние се гледаме утре. Поздрав до сите!